Утре завршува постапката за предлагање пратеници во СДСМ. ВМРО уште чека на анкетите. Според партиски извори, сите општински организации во Истокот вечер ги завршуваат постапките по местните организации. Досега на ниво на регион се предложени над 150 имиња на потенцијални кандидати. Во Штип доминираат докторите, па на листата се најдоа Владимир Милошев, Дијана Шишкова, Ален Ѓоргиев, Данче Рамбабова, потоа Благој Бочварски, како и актуелните пратенички Билјана Казанџиска и Маринела Тушева. На крајниот исток се споменуваат имињата на председателот на Беровскиот совет Јован Матеничарски, председателката на Делчевскиот огранок Мира Стојчевска, актуелниот пратеник Голуп Ангелов, како и Горан Трајковски, Кирчо Иванов и Горан Ѓоргиевски. Пекчево и Пробиштип на листата на пратеници сакаат да ги видат општинските председатели Драган Тренчевски и Љупка Јанкова. Имињата на сите предложени кандидати утре ќе се најдат на контрола и одобрување на извршните одбори, пошто сите или најмалку двајца од општинската организација по проценка на раководствата ќе бидат испратени во централата. Конечниот збор ќе го имаат Заев и Шекеринска, но претходно авторитетот меѓу луѓето на секој од нив ќе го проверат низ анкети, тврдат извори на ТВ Стар. Во меѓувреме, кандидатите на ВМРО ДПМН ќе ги одлучат анкетите. Тие почнаа од Штип и на листата на потенцијални кандидати се Надица Танчева Тулиева, Трајче Димков, Бојан Кереместевски, Данче Николовска Вратеовска, доктор Владко Миташев, Љубе Здравков, Сузана Николовска и координаторот на ВМРО ДПМН на Штип Никола Мицевски. Во Берово и Делчево на анкетите на ВМРО ДПМН се јавуваат имињата на актуелните пратеници Тони Трајановски, Марија Рашковска и Миле Пачемски, како и името на Делчевскиот координатор Драган Христов. Пехчево и Пробиштип, пак кои се погласни во барањата да имаат свој пратеник во парламентот, таму сакаат да ги видат координаторите Ванчо Апостоловски и Владко Јордановски. За сега неизвестноста е најголема во Кочани. Таму се чека старт на партиските анкети, пошто ќе се знаат и имињата на потенцијалните кандидати. Во меѓувреме се интензивираат партиските активности, па СДСМ се почесто се огласува со пресконференции. Иако буџетот на општина Штип за 2013 година беше ребалансиран и намален за 18% на само 2 месеци пред истекот на годината, нискиот процент на реализација и на вака ребалансираниот буџет зборува за потврдување на општинските власти и во делот на планирањето и во делот на реализацијата на истиот. Буџетот за 2014 година е уште по-рестриктивен во делот на некои од овие програми, а особено во програмите спорт, култура, основно, средно образование и слично. Затоа со право можеме да констатираме дека овој буџет не е буџет за развој, туку буџет за преживување. ВМРО ДПМН пак денес во Штип организираше Ден на идеи. Од идеите кои што ќе бидат собрани од граѓаните, ќе бидат метнати во програмата на ВМРО ДПМН. Од таа причина ги повикуваме сите наши граѓани кои што имаат било каква идеја за подобрување на квалитетот на живеењето во нашиот грај, а каде што ќе може да се реагира од страна на локалната самоуправа, јавните претпријатија, стоиме на располагање за реализација на истите. Овде ние цениме дека предизбор не треба да правиме политички маркетинг, тоа да го знаете, затоа што ние работиме постојано. Владата работи веќе 8 години на овој начин, некако локална самоуправа веќе во континуитет и лично мислам дека тој принцип на работење е навистина добар, затоа што ако не сте меѓу луѓето, меѓу граѓаните, ако не сте непосредно со нив, вие сте туѓени. А принципот на непосредност дава резултати затоа што сепак ние произлегуваме од граѓаните. Конкретна идеја на улица Солидарност да се изградат, да имаме клупички уште некоја. И има, ама ете пред нашата зграда, улица Солидарност, да има уште една-две клупи. Останатите политички партии се привидно неактивни, но извори на ТВ Стар посочуваат дека тие се континуирано присутни на терен. Ово особено се однесува на активностите на Народна, Гром, Позитивна алијанса и Достоинство, кои од Истокот и изборната тројка очекуваат многу.